Од октомври, доколку сите процедури се испочитуваат, Штип ќе добие општински линиски превоз. Во меѓувреме советниците дадоа зелено светло за измени во одлуката за субвенционирање, како и измени во предлог правилниците за тарифирање и условите, начинот и постапката за доделување на линиите на превозниците. Кои се измените? Конкретно се однесува за линиите кои што не ги опфаќаат термините за превоз на ученици. Субвенцијата во одлуката која што е на сила беше 40 денари од километар, а сега е 100% покачување на субвенцијата изнесува 80 денари од километар. Другата промена, која што е исто така значителна, е субвенционирањето дека може да се врши и на превозници кои што се и надвор, со седиште надвор од општина Штип. Тарифирањето е со зголемени цени од сегашните 3 на 5 денари, како и будувањето на критериумите за добивање на лиценца за линиски превоз. Техничкиот дел од распишување на тендерот ќе потроши неколку денови. Ќе се пристапи кон распишување на повик, на кој што заинтересираните економски оператори, превозници ќе можат да се пријават за да конечно се воспостави јавниот превоз на територија на општина Штип, имајќи во предвид дека имаме ценовни осцилации на дневна основа. Овој пат финансирањето и субвенционирањето од страна на општината е зголемено, така да се надевам дека ќе има заинтересираност и дека конечно ќе се одлучат економските оператори да се пријават и да се воспостави јавен превоз на територија на општина Штип. Оценка е доколку нема планирани забелешки во процедурите од октомври, Штип да го добие линискиот превоз.